Одлично. Фативме едно ливче, што мислите дали имаме шанса во типстер купов? Едно ливче. Бе. Тука се бара кој ќе фати најмногу ливчиња месецот. Сега нека трне едно, нека второ, трето, пошо види сега. Значи власти трае до јуни. До јуни вајда може Ќе фатиме две. Да, може веќе ќе освоиме третото место 20 денари дава за трето имаме шанси да бидеме најдобри типстери на месецот, зашто играме само по 3 утакмици до 4 на ливче, тоа е 100.000 денари прва награда не гледаш. На правото место сте. Ова е Рустикана, ние сме скратен корнер, а вие гледате нашата најнова епизода. Пред да почнеме со било што, сакам само да ве потсетам на една работа. Надолу, под ова видео, има едно црвено копче, кое што пишува subscribe. Стиснете на него, за да ги следите идните епизоди кои што ќе излегуваат на нашиот канал. А сега, конечно е време за моето омилено прашање. Момци, како сте? одлично. Тоа Вердер победи, Нью Ингланд Патриотс победија. Одлично. расположението дигнато уште Да. од одма во оваа епизода. Тале, дали истото е и кај тебе? Да, после петиот обид за да пробаме да почнеме со снимање, веќе сум на пола кригла и како веќе сме почнати, јас сум одличен. Тоа ми се допаѓа. Ова значи дека гладко ќе оди снимање во све фино на ќе крај оди. на емисија ќе откаже како Барса 3-0, 3-3, ама Добро, види, на крајот му го оставаме тоа. да му го Особено. слушам. Мора расположението да му го слушам. Многу го боцка вака за Барса, добро. Што се случуваше изминатава недела? Ми најави Владко за Вердер дека победи, знам дека тоа те израдува. Дали имаше други ствари кои што беа вредни за споменување? Имаше за прв пат Гоцев со дечките од Ретвити оброк и многу убаво искуство и препорачувам кој сака да помогне, може да се приклучи слободно. Така? Дечките се феноменални, се оди извонредно. Прв пат бев, не верувам дека ќе биде последен пат, така да послушате ме. Да, Одлично. може да Трудете се. отидеме кога ќе правиш шпагети, тоа знаеме да готвиме. Добар сум, само ги преварувам. Многу често. Многу сол ставам. Многу сол ставам, да, знам да утнам шпагети. Тамба кај тебе има нешто плюс или нема, не мора да е околу храна, работава. Еј, тогаш ништо. Да. Да, добро. Значи на спортски план не можам, пошто сум наивач на Барса и на Ликерс, не можам ништо да кажам. Се е онака, чекаме подобри времења, приватен живот се е окей, нормално се дешаваат секакви ствари, али живи и здрави, така да... Добро, добро. Добро. 4+, како минатата епизода. Полека ги креваме оцениве како што одиме натаму во сезоната. Ми се допадна одговориве, ама имам некои работи да ви покажам од Twitter сферата кои што ми се видоа интересни, така што одиме со следниот сегмент. Бидете така. Драги следачи, драги гледачи, стигна вашиот сегмент. Сега ќе побарам од Хамба да ми каже што се твита. Само тој има телефон од овој панел. Ние другите сме. Што се твиташе неделава, Хамба? Доволно зборуваме за Юнайтед и кажаме дека веќе не ги чепкаме, Ама мораше овој пат, да. да, Рио Фердинанд. Значи Юнайтед Хед имале повеќе шутови кон голот на Дегеа отколку кон голот на Едерсон. This can be real. It can be real. All is on the wheel. Да. Види, се радуваат многу премиер лигашки клубови зашто баш заради тој факт дека Оле set the wheel, ама до кога ќе трае ова, Лотко? Не знам. За Манчестер не ме прашувате, имам доволно травма од претходните емисии. Ама го погодив во саботата, го погодив дека ќе прими 2 гола. Да, имаме добитно ливче. За прв пат во оваа Спаваш ли сезона. мирно Спорт Лайв? Значи, полека. Ако продолжиме вака, Спортлайф ќе нема доволно средства за да не спонзорира. Нешто за кое што те осеќам дека сакаш да разговараш многу повеќе отколку твитов за Фердинанд. Да, следи, го виде од телефонот што не следи. Конечно, Барселона за разлика од Юнайтед
го отпуштија Куман и начело на клубот и официјално да се враќа Чави, кој што е дете на Барселона, сите знаат дека израснете во Барселона, освои се што можеше да се освои во клубот, замина во Саудитска Арабија, таму се проби како играч, нормално се продолжи да игра, потоа стана и тренер, успеа да направи одличен тим таму да освои титули и сега конечно се враќа во Барселона и она ако Значи Барселона продолжува да, the fortunate son is coming back. Тоа е тоа. продолжува да не победува со различен тренер. Уште нема победа. Од кога го избрка Куман две не решени, ама не ќам да се мешам. Краток период, не ќам да се мешам. Чави сонова носи тимот со кој што работеше досега, значи луѓе на кои што им верува и сите наивачи на Барселона веруваат во него, бидејќи нели има луѓе кои што викаат може да биде следниот Лампард. Пирло или може да биде Лампард, па и не беше толку лош да бидеме реални. Па Тухел дојде на него место со све лига шампиони. Океј, добро, ама го дигна таванот. Меѓутоа, да. Разликата е во тоа што Оле беше човек кој што играше како замена најчесто и не сум поприлично сигурен дека Чави многу подобро го разбира фудбалот и како да командува на терен, како да командува со играчите, бидејќи он беше командант на тимот, реално. Кога беше додека беше на терен. Оле во Молде освои неколку титули, го вратија на шампионски патек и ја прекина доминацијата на Розенбург и се така, тоа е за други, да. Во секој случај мене ми разнување бидејќи Куман беше подоглаво магаре и реално ништо немаше да направи и да останеше понатаму. Јас имам едно прашање. Освен ако не ќе да кажеш нешто. Сакам да кажам колку и да не сакам Барса, сакам да гледам како победува да биде пак во врвот на фудбалот. Особено со Чави. Да. Особено со Чави, некако симпатично ми е се тоа. Приказна. Ама она што ме загрижува е пред неколку недели слушнавме за веста за новата повреда на Осман Дембеле. Пред неколку дена пак слушнавме за новата повреда на Ансу Фати. И сега баш на промовирањето како нов тренер кое што се случи денеска на Чави во Барселона, тој изјави дека Усман Дембеле има потенцијал да стане еден од клучните играчи на Барселона и дека има намера да го користи доколку тој го обнови договорот, меѓутоа овие повреди некако му ја отежнуваат работата на почеток на вака Чави со себе донесе и тим медицински тим кој што ќе го замени овој стариот бидејќи во последниве неколку месеци многу играчи се повредува, има релепс, повторно се обновува повредите. Тоа значи дека има нешто во однос на медицинскиот што се однесува на медицинскиот тим кој што не се работи добра работата и кондициониот тренер. И тој го замени. Заедно значи Чави си донесе тим од луѓе на кои што им верува и кои што сметаат дека ќе бидат десизив. Одлучни, да, во одржувањето на кондицијата на играчите и во тоа да бидат здрави. Бидејќи досега ова што видовме не можат да фатат континуитет играчите, цело време се повредуваат, имаат многу мускулни повреди. Значи има нешто што не било како што треба. И ќе видиме. Најверојатно се полошо тоа не може да биде. Најверојатно ќе има некои промени во тој момент и играчите ќе бидат здрави, ќе можат да фатат ритам, форма и да да бркаат нерешено со Селта и со Алавес. Ајде. Уште му го собира. Мислам дека мојот дрес ќе ви послужи како добра најава за сегментот што следува. Главната тема е некоја која што се дискутираше последниве неколку денови на социјалните мрежи. Не ја најавуваме преку овој сегмент што се твита, меѓутоа ќе слушнете за кратко за што се работи. Момци, предлагаме на здравица пред да почнеме со главната тема. Ожедневме, на здравје и продолжуваме. А сега и официјално ја прогласувам главната тема за отворена. Можеше да помине и без песна, меѓутоа секогаш е повесело со песна. Така ми дое. Она што сакав да го кажам е дека најпопуларната лига во светот, Премиер лигата и најдобрата. Владко вели најдобрата, ајде ќе речеме можеби најдобрата. Не знам како и да ја вреднуваме. Како и да ја вреднуваме, мене ми е сеедно која е најдобра. Најпопуларната лига во светот сезонава е можеби најнеизвестна од сите.
додека во другите лиги се одвојуваат по еден-два клуба за кои што вреди да разговараме, нешто што го просведочивме и на нашето шоу. Во премиер лигата секоја недела имаме некоја различна тема, некоја различна трендинг тема, некој нов клуб за кој што сакаме да дискутираме и сето тоа. А особено интересна е борбата за топ четворката. Во англиско не се знае кој кого го части вечера. Бога ми да. Лестер е екипа која што знаеме дека добро, стабилно се развива и е една од оние добри приказни кои што ги нарекуваме, бидејќи успеа дури да дојде и до титула и сето тоа, меѓутоа постои закана дека Брендан Роджерс би можел да си замине на крајот од сезоната. Неколку тимови се шпекулираат од кои Манчестер Юнајтед и Њукасл се најсериозните, меѓутоа Њукасл многу поблиску до Еди Хау и Да, мислам дека веќе официјално, да. не мислам него, сигурно сум дека е веќе официјално преска. Да. Епа тогаш Лестер да речеме дека има една неизвестна иднина. Од друга страна, еден клуб кој што е многу тренди, кој што добрата форма од минатата сезона успеа да ја преточи и во оваа сезона, Вест Хем на Дейвид Мојс игра мислам феноменален фудбал, типично англиски. Не е до Лингард, апсолутно. Во последните 4 надпревари имаат 4 голови дадено од корнер, се најдобрата екипа од прекини во премиер лигата и во Европа и се екипа која што нетипично за Вест Хем. Вест Хем сме го навикнале како екипа која што многу добро се бранеше во времето на Винстон Рид и Джеймс Томкинс, кога има огромни стопери, 1,95 м и само ја избацуваат топката. Сега се екипа што може да надигра било кого ако име денот. Значи може да даде колку сака голови на било кого. Чисто е вака еден како краток коментар за Вест Хем. Кои се вашите очекувања за Вест Хем до крајот на сезоната и како ви се допаѓа она што го гледате до сега? Ќе почнеш ли да Да. почнем? Вест Хем. Би сакал да се задржи од топ 4. Не знам колку е тоа возможно, се зависи нормално од повредите нивни, другите, на останатите клубови, како ќе изменаџираат уморот, пошто понатаму во втори дел сезоната е многу битна ствар. Би сакал да биде таа приказна која што беше Лестер пред неколку години, кога освои титула. Тешко да освои титула оваа сезона они, али би може да се задржи од топ 4. Би сакал се да тоа да биде, пошто Мојс ми било онака од секогаш многу симпатичен лик, многу окей како тренер, харизматичен човек и после тоа што му се случи во Юнајтед, една сезона и во Сосиедад. И во Сосиедад мислам дека се. Да, и во Сандерланд, така веќе така одиме, меѓутоа не беше во си го познава англиското првенство, не знам што, мислам тоаш отиде нели во Сосиедад, тоа окей, али го познава англиското првенство, ги познава англиските тимови, ги познава играчите кои што играат во тоа првенство и сакам да биде the story of the year. Да, и исто се согласувам дека да, сакам да го гледам Вест Хем сезона, особено поради тоа атрактивниот фудбал на паѓачки, што не го засега кој е од другата страна тренер како противник. Видовме тоа и против Ливерпул, видовме и против Юнајтед, против Сити, против другите гиганти. Не знам дали ќе остане во топ 4, само заради тоа што не знам на колку фронта ќе игра. Дали ќе играат Европа лига, бидејќи таму се непоразени, гледам дека сериозно го сваќаат и тоа надпреварување. Мислам дека ќе одат до јануари, февруари да видат како ќе може да држат темпо со другите конкуренти во премиер лигата, доколку паднат 1-2 чекори позади нив, мислам дека ќе се фокусираат да освојат Европа лига, што ќе им обезбеди учество во лигата на шампионите на наредната сезона. Дейвид Мојс е одличен тренер за екипа како Вест Хем, тоа го видовме и во Евертон, во неговото искуство од Евертон, одличен за таква екипа во премиер лигата, кој што каже ти одлично ги познава играчите, лигата. Тоа не му одеше од рака во Юнајтед, не му одеше ни во Реал Сосиедад, меѓутоа ни еден англиски тренер во Ла Лига не се покажал. Видовме Гери Невил во Валенсија како помина. И Тони Адамс во Ейбар и еден да не набројуваме, да. И мислам дека Дейвид Мојс е идеален тренер за некоја екипа што онака просекна табела или просечна екипа што нема аспирации некој. Мислам сите пред почеток на сезон имаат аспирации да се шампиони, нели, меѓутоа реалните шанси се на средината табела. Дейвид Мојс може да ги направи топ 6, 5-6 место и мислам дека сезона
Моje мислење е дека нема да бидат топ 4, дури мислам дека ќе бидат пресекни со пето место доколку завршат. Сакам да ги видам во топ 4, сакам да ги видам како шампиони нормално, пошто секогаш најавам за послабиот. Затоа најавам и за Вердер. Не знам, не слаби. Следуваш ова. Зависи од која лига. Убаво што ја спомна топ четворката. Тоа ќе ми биде и последното прашање за оваа главна тема. Бидејќи мислам дека се сложуваме, Челси, Ливерпул, Манчестер Сити се дефинитивно во топ 3 и во премиер лигата, па мање више во топ 5-ката во светот. Би рекол дека дефинитивно се истите тие три клубови. Да. И ПСЖ можеби, да. Кој ќе биде четвртиот клуб сезонава? Ама сакам да ми кажете и кој сакате да биде и кој мислите дека ќе биде. Бидејќи така ќе направи одговоров поинтересен. Јас сакам да биде Лестер, пошто од кога освоја беше онака не романтична приказна во фудбалот и ги следам од тогаш. Джейми Варди е стварно едно неверојатно човечиште, ќе кажам, не можам, човек е мал збор за таков таква персона. Сакам да биде Лестер, а мислам дека ќе биде Евертон. Се шалам, јове ме часташе пиво да го кажам ова. Јове ме часташе пиво да го кажам ова. Не, мислам дека ќе биде Юнайтед и тоа. Колку пари му дава за да напије со Евертон, човек. Не знам, Групниот сигурно. чет е полн со... Може у карамели го плаќаат, затоа е. Може Македонија на Твитер. Ја Бургунди. Ајде да му платиме, не он ќе ни изводи. Бе, Ќе продаваме дресови во Македонија. Сакал карамели барал, ама рекле дај да му дајме 100.000 евра, него не јадуваат карамелите. па нек си купиш што сака крај крајава. Не, се шалам, да. Юнайтед и дури би рекол глава давам дека ќе биде во топ 4, ама не ми оди со клатбите, така што Во ред. Мислам дека ќе биде Арсенал? А сакаш да биде? Веским, така. Би сакал да биде помеѓу Веским и Арсенал. Не знам, Арсенал секогаш биде најсимпатичен тим во англиско првенство и заслужуваат после толку години патење наивачите на Арсенал конечно да го Да се вратат на стари патеки, да биде четворка Арсенал синоним. Четврто место. Криче? Јас ќе морам околу делот за кој сакам да биде, да се сложам со Владко. Лестер ми се исклучително симпатичен тим, мислам знаеш дека е така. Брендан Роджерс сакам да го видам во Лига на шампиони да ги води Лестер уште еднаш. И мислам дека имаат прилично симпатичен тим, меѓутоа треба да им се поклопат некои коцки како повреди и слично. Она што мислам дека ќе биде во топ четворката сепак Юнайтед, бидејќи Юнайтед едноставно има премногу добри играчи за да ја испушти таа топ четворка. Истото лани со Ювентус беше во Италија. Апсолутно. Сега останува на вас. Пишете ни доле во коментарите која е вашата топ четворка. Сакаме да слушнеме па и креативни одговори. Ако некој сака да го пише Брентфорд, нека го пише Брентфорд. Не е дека не веруваме во нив. И стиснете subscribe. Натали ќе спомнеш у прво место. И останете така. Добро вечер. Добре дојдовте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. А вечерва со нас е Никола, кој што веројатно нема доволно проблеми во животот, па избрал да навива за Рома. Добре дојде во емисијава. Добре, најдов. Како е чувството да навива за екипа што никогаш нема да освои шампионска титула? А ти за кој најдеш? Да, токму тоа беше мојата втора прашање. Дали сте вие во суштина италијанскиот Тотенхем? Во суштина Рома е една константна екипа што константно последниве 20 години од меѓу трето и осмо место. Така да нашата надеж е од трето нагоре све премија, ама да не се жалиме последните без последнава сезона, последните неколку сезони, мислам чинам 8 сезони Рома играше константно во Лига шампиони, каде што и меѓу другото стигнавме до полуфинале победувајќи ја Барселона, кога го вративме резултатот од 4-1 на 3-0 во Рим. Памтиме тоа беа убави времиња, да. Како е чувството да ти е еден од најдобрите тренери, сега гледам дека ќе го менувате, во си поминавте во Венеција, каде беше? Не ми кажа за кој навиваш. Да видиме за кој тренер треба да споредиме, да збориме. Мислам, Жозе Моринјо е тренерот од врвот. Жозе Моринјо има освоено све што може еден тренер да посака да освои. Има стигнато на звездените патри. Па не освои. Па у Тотенхем не, ама со Порто е освои.
Добро, ќе го видиме со Рома, не може да оше Венеција, мислам, ама добро. Па добро. Јас еднаш тргнав на кај Дојран и стигнав во Дојран. Нели сите патишта водат во Рим? Еднашка, да ти кажам, тие години, златни години, убави години, убаво ме потсети сега. Тие неколку години сите патишта водеа кон Дојран, да ти кажам право. Имаше Што има во Дојран? имаше многу дешавки, убави ствари. Уште една контролна не направија играчите на Рома таму. Тоа ми е криво на Истатов стадион. Иначе, Иначе Дојран си беше пиц-пец неколку години уназад, во моите студентски години, нели? Тогаш се сеќавам. Кога сме вака географски во Македонија, си шетал ли низ Македонија? Па мислам дека имам прошетано 100% од градовите и 70% од селата. Си бил во Миравци? Сум бил. И тоа у дискотека Талке онаја. Така Да, во не именува. Миравци, има еден клуб таму, мислам, фудбал. Па имаше, да. Сега нема. Имаше? Да. Се изфузира. Како беше вчера, денес? Па, знаеш како беше? Вчера Пелистер, денес Еврофан работник Зегин, не знам таму. Аха, Така нешто беше, не се сеќавам. меѓутоа тоа е одбојка. Па не е одбојка, веројатно е аптека. Ја имам толку прашања што се однесуваат до одбојката, дали би сакал нешто повеќе да ни кажеш како Рим клуб тука навивате, како што ви се вашите наредни чекови? Па- На интернет се борите ли за Рим да е појак со Лацио или со... Не можам нашите наредни чекори како највачи на Рома Македонија уште пред десетина, може не десетина, ама пред 6-7 години го основавме фан клубот официјален на Рома Македонија. Брои неколку стотина членови иначе. Мислам дека дури пата сме со на Јувентус, ако воопшто уште постои. Што го си отиде, знаеш, го е второ место више бегаат. Да. За Милан не сум чул дека да. Абе знаеш, од Мировци отидовме до Сосиедад, не знам дали ти текнува. И за тоа има, да знаеш дека од Мировци преку Истанбул до Сосиедад и до Ред и до Зенит, до Санкт Петерсбург. Сепак забавно се овако го сакам. Така да, наша гордост, само бавини му посакуваме. така да нема збор се. Ние И за Тале, бидејќи ние од Велес представник и за Борес многу дека... и за Борец ја може да ги поздравам Борец и екипата од Гемиџи, поздрав специјален. Знаат они кои што. Никола, толку јаме да те прашувам, ти благодарам. Сега јас, да те прашав ја нешто, Повели за кој клуб најваш? За Тотенхем. За Тотенхем. Значи, можеме да завршиме. Емисијата завршува, нема проблем. Тоа е тоа. Поздрав, момци. Ле, момци, знаете што? Репрезентативна пауза стигна. Тоа е добро ако си под Германија. Да, добро е ако си англичанец, за нешто такво. Ама, добро види, ние имаме можност да го правдаме впечатокот од претходните пријателски за кои што разговаравме на скратен корнер. Ајде, не туку прави фаци, расположи се, ајде. Играат и други, не само Македонија. Играме дома, играме гости, имаме шанса да се вратиме во игра за второ место. Ама Теоретски ама ама има многу муабет на оваа тема, бидејќи и многу ама. Бидејќи денеска излезе составот. Ќе почнеме од Македонија Исланд. Македонија Исланд е надпревар кој што се игра викендов, кој што на некој начин ќе ни одлучува за она што ќе ни се случува во групата, односно во квалификациите. Со пораз таму ги губиме сите шанси, би рекол, со нерешено таму не си правиме многу услуга, така што победа е императив. Мислам дека дома играме со Исланд. Дома играме со Исланд, со Ерменија играме на гости. Дека рече таму за тоа, мислеш на треба. Не, да, мислев на надпреварот. Сега, јас и ти имавме дискусија една на Твитер за ова. Излезе составот за Македонија со неколку измени кои што не ни се допаднаа ни на мене ни на тебе. Ни на кој да прати малку повеќе фудбал, не верувам дека не се допаднале, освен ако не е вредниста врска со играчите што беа повикани као алтернатива, така што Доријан Бабунски и Енур Тотре се играчите кои што влегуваат како замена.
Адис Јаховиќ е играчот кој што испадна од репрезентацијата заедно со Ердал Ракип кој што пријави повреда. Хамба по фацата го гледам дека нешто не му е по кејф. Да, не е по кејф, како се смени раководството на репрезентација и очигледно играчите што влегуваат во состав не се тие што треба да бидат. Да, би рекол дека ќе се Ја мислам сложиме. дека ова воопште нема потреба да го дискутираме, пошто на сите не е јасно како Белден дека во репрезентација не играат најдобрите играчи. Играта на терен не е нешто што сум воодушевен. 2 гола во 4 надпревари, од кои 3 нерешени. Замисли ти играш и се бориш за играш на европско и после тоа ти као те отворила тебе и ти викаат окей ќе донесеме некој послаб, например, не, Јове, подебел. Се свигаш што не кажа Делко, што знам дека сум дебел. Ова е само подебел. Дебел, ама Јове подебел. И јас го гледам тоа. Па, нормално дека нема да ми се игра, пошто си ми донел некој тука дудук. Како да игра за тој човек? Мислам дека Не, може Јове е да добар како шпиц, окей, тоа се пикер, уствари тежок не игра, шпиц. Може да извадиме заклучок дека Хамба нема да не дружи на градски оваа утакмица против Исланд. За да бидеме кратки и за да не се нервираме повеќе, момци, каков исход очекуваме од Македонија и Исланд? 0-2 гола. 0-2 гола. Ти не мислиш дека ќе дадеме нешто особено многу голови? Ја мислам дека ми е смачено Македонија да не даде гол на градски 3 надпревари поред Ерменија, Романија, Германија, мора да дадеме барем еден гол и мислам дека тука би играл 2 до 3 гола би играл. Искрено сакам да победиме. Кетсикс и од 2 до 3 гола би Ама не играл. ти што сакаш. Реков сакам и мислам дека ќе биде Кетсикс 2 до 3 гола. Сакаш што Сакам можеме. да биде. Океј, Кетсикс 1 до 3 гола. Прифатливо, неприфатливо. Кетсикс 1 до 3 гола. Може. Кетсикс 1 до 3 гола. 0 до 3 гола треба да биде. 1 до 3 гола. Даваме гол 100% убеден сум. Добро. Или ќе не дадат гол. Ако не да е Чурлинов, го следам од Инстаграм. Ова е заканат срце за тебе. Играат Уругвај против Аргентина и двете репрезентации со малку изменет состав од она што го имаме навикнато. Аргентина има повикано 8 играчи под 20 годишна возраст, што значи дека ја подмладуваат репрезентацијата. Уругвај полека почна да се откажуваат оние играчи кои што ги навикнавме со години, кои што ја држаа средината и одбраната и сето тоа. И сега доаѓаат некои нови момци кои пробуваат да се наметнат. Меѓутоа, Аргентина е шампион на Копа Америка, а Уругвај веќе добри 6-7 години не ги гледаме во врвот на светскиот фудбал, така што кој е нашето мислење? На 4 години има светско. Да, меѓутоа ниту на Португалија ја изтворлија минатото светско. во ред. Испадна од Франција, од светскиот шампион, така што Мене ми се јаве. готово брзо. Стандардно, стандардно. Ја мислам Значи дека Уругвај Аргентина гол од 3+ дали ќе се сложиме? Ја мислам дека Уругвај нема да изгоди Аргентина, зашто Аргентина веќе со Бразил е горе. Кетсикс 2+ нешто. Аргентина со помладен состав, како што кажа Кетсикс 3+. Кетсикс 3+ за да качи малку коефициент. Кетсикс 2+ побесвено. 1-1 на плаши. Кетсикс 2+. Ајде. Слушаме кладилничари, а јас не сум еден од нив. Коефициентот ќе биде 7-8. На Значи Твитер, веќе да. пишавме и на Твитер, еден стан се ложило што сум добиваш. Реално. Многу едноставна математика, ако не ги играте тикетите на скратен корнер, вие губите, драги гледачи. И последниот надпревар за нашиот скратен корнер тикет, дерби кој што добро го знаеме, се сретна и на европското, игра и во квалификации заедно последниве години. Да скратиме, Шпанија, Шведска, чискец. Шпанија, Шведска, чискец. Јас не би се сложил, Владко дали би се Би се сложил? сложил зашто Шведска Ај, Капот. Добро, да. против Шведска. Знаеш. Бев надгласан. Знаеш зашто, сите знаат зашто. Шпанија против Шведска, чискец. Кецокет 5+. Ки ги бушат швеѓаните. Нека ај. Чистке. Така. Мислам Така. дека имаме добитен тикет. Имаме тикет кој што ќе го повторам, значи првиот надпревар е Македонија-Исланд, Кетсикс 1 до 3 гола. Очекуваме Македонија конечно да даде гол на овој надпревар. САД против Мексико, големото дерби на Северна Америка. Го типувавме гол-гол, веруваме дека ќе биде гол-гол и отворен надпревар и ќе го гледаме по полноќ. Уругвај-Аргентина, старо дерби, многу познато дерби на Јужна Америка, Кетсикс и 2+, бидејќи веруваме во Уругвај и не веруваме многу во младата репрезентација на Аргентина, која што е во моментов во некоја транзиција.
и завршуваме со Шпанија, Шведска. Европско дерби кое што го гледавме неколку пати изминативе години, тука типуваме дека шпанците на Луис Енрике ќе успеат да ги преслушаат швеѓаните, Александар Ајсек и Златан Ибрахимовиќ кој што е повикан, очекуваме да се спротистават, меѓутоа не толку многу. Сега. Доаѓа моментот и сегментот за вас, односно прашањето за дербито на викендот, наградното прашање со кое што можете да добиете ваучер од 200 денари од нашиот малски пријател Sportlife. Особено важи за оние кои што ќе одат на градски во недела, за да ја гледаат Македонија против Исланд. Прашањето кое што ќе ви го поставам на вас, а кое што ќе го одговарате во коментарите на нашите социјални мрежи и тука доле под видеото на YouTube е: кој ќе го постигне првиот гол на надпреварот Македонија против Исланд? Појете доле во коментарите. Ако нема гол, 0-0 дека ќе заврши, може да се типуете 0-0 и на тој начин ќе добиете ваучер. Не сме ве оставиле никогаш без ваучер. Момци, мислам дека тоа беше тоа. Ајде да јадеме, луѓе. Ајде да јадеме. Скратен корнер, епизода 6 се одјавува тука. Останете со нас и очекувате Гледайте нешто што ќе уште јадеме. подобро. Cheers. Само јас останав да имам, да ја си го приберам. Дај нешто. Шо? Абе не. Дај јадење ќе ставиме после туо. Дај јадење, брат. Дај да каснеме. Јадење. Тоа дека ќе се напијам. А знаев дека ќе праша за јадење. Не е дека Пали нешто јадење. ново. Ова е новитетот од бургерите од Рокка. Добро, што бургерче ова? Джордан. Джордан. Се познава, најдобро. Да знаеме како да После Леброн не добро, после Леброн не добро. Мене ми го фалеа, ми фалеа веге тортилја, ама Ти фали, ама нема да добиеш. Ќе ти фала туште. На здравје. Ќе ти фали. Може да ти дајме од коперчиња ако сакаш.